Па видете, јас не би ги коментирал одлуките на судот, тоа сум го кажал многу пати во минатото, но можам да кажам дека овие луѓе кои што правеле стотици милиони евра бизнис на грбот на граѓаните, практично се богателе на грбот на македонските граѓани со тоа што користеле такви недозволиви, би рекол, средства и согорувале таков тип на недозволиви материи со што го загрозувале на животот и го уништувале единственото право на живот кој што е уставно гарантирано за сите граѓани. Довербата во судството е таква каква што е. Јас тука немам што да додадам. Секој некој што се огрешил пред законот ќе одговара. Јас тоа сум го кажал многу пати во минатото, без разлика за кого станува збор. Но исто така дозволете ми да се заблагодарам и на Министерството за внатрешни работи, на Бирото за јавна безбедност и останатите припадници на МВР кои што беа вклучени во акциите, затоа што мора еднашка за секогаш да владее правото, правната држава и таа да биде подеднаква држава за сите граѓани, а не само за едни, а да биде мајка за други маќе. Така што еве, ги охрабрувам овие акции кои што се во насока на борба против организираниот криминал, како што е овој случај за кој што вие зборувате. Господин Мицкоски, во оваа насока само да ве прашам, бидејќи првичните неофицијални информации дојдоа дека станува збор за набавка на сомнителен мазут со сомнително потекло и квалитет, меѓутоа доколку ги видиме кривичните пријави, тие се за злоупотреба на службена положба и за перење пари. Сега прашањето ми е со оглед на тоа што тоа е во период од 2021 до 2023, постои ли сега некаков инструмент и механизам за да се види каков мазут бил увезуван тогаш? Да почекаме истрагата да заврши и дури од кога ќе заврши истрагата можеме да коментираме кои се сите основани сомневања за кои што овие лица ќе бидат обвинети. До тогаш ќе се држиме до она во кое што Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност го соопшти на јавноста. Што очекувате по изгласувањето на интерпелациите на членовите на Судскиот совет вчера во собранието и кога очекувате предлогот за разрешување на Куцевски да се најде во собрание? Па јас очекувам најмалку морална одговорност и да ги напуштат позициите кои што ги имаат заробено, бидејќи јасно кажа парламентарците, тие кои што ги избраа, дека тие го изгубиат целиот кредибилитет, дека тие повеќе немаат никаков кредибилитет да бидат на тие места каде што се. Впрочем, тоа тие го докажуваат со изборот на партискиот врховен судија, кој што доаѓа од Демократската унија за интеграција, кој што е вршител на должноста, знаете како гласа, не треба јас тука да објаснувам. Така што, со еден збор, последниот штит кој е во одбрана на поранешната владина коалиција СДСМ-ДУИ се неколкумина обвинители и суди. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред 2 дена. Навистина сум шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. На нив не им е местото таму. Ако сака да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Но доколку сакаат навистина да имплементираат правдина, тогаш треба да го сменат своето однесување. Но тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна. Има ли предлог, размислувате ли на некој за нов државен? Се уште не сме седнали да размислуваме. Започна градежната сезона, како се одвива реконструкцијата и изградбата на новите патишта? Да, благодарам на прашањето. Импресивно делува сето тоа, бидејќи до крајот на месецот очекуваме нови 60 км фронт и работа на 3 паралелни локации, а тоа е Гостивар Букојчани, на Прилеп Битола и Тетово Гостивар. 60 км фронт решени имотно правни односи, нешто што не можеше претходната влада
во рокот 2-3 години да го помисли, сега за неколку месеци е веќе решено и доброто е тоа што ќе се реализираат овие проекти и доброто е тоа што граѓаните ќе можат да ги користат и на безбеден начин да комуницираат од еден во друг град и нормално тоа е добро за туристичката сезона во Охрид, бидејќи и нашите туристички центри, не само Охрид, туку и останатите, бидејќи на побрз начин туристите ќе можат да дојдат до останатите туристички места низ државата. Премиере, своевремено го критикувавте Преспанскиот договор. Денес од изградбата на граничниот премин произлегува, може да се каже, токму од него. Го променавте ли вашето размислување? Јас претпоставувам, знаете за каков човек станува збор, никогаш не сум го променил моето мислење и до ден денеска го имам истиот став, но исто така уште пред 6 години сум кажал дека тоа е реалност и ако сакаме да бидеме реал политичари, тогаш мора реалноста да ја погледаме во очи. Јас не сум човек кој што политиката ја гледа како замислена работа, туку политиката е практично уметност на можното. Жалам што претходната криминална влада не бираше средства да ја понижи застрами Македонија и исто така се додека функционирам политички, ќе се борам сите оние неправди кои што и се случија на мојата Македонија изминатите 7 години да бидат исправени. Господин Мицкоски, дуи најави интерпелација за уставните суди, како го коментирате ова и дали очекувате политичка криза како што најавуваат од мала речиса во пресрет на локалните избори? Па јас не очекувам криза, очекувам заканите од страна на Демократската унија за интеграција да продолжат со несмален интензитет. Тие се тие кои што не се навикнати да бидат подолго време во опозиција. Гледате, кога малку се во опозиција, веднаш има одговорност, излегуваат на површина сите оние активности за кои што постои основано сомневање, а кои што се поврзани со криминал и криминалци, да ги дозна и македонската јавност. И затоа се тие уплашени на нив. Најмалку им е дојдено и до јазикот, и до било што друго, и до уставни суди. Тие се исплашени за својот криминално стекнат капитал и за основаните сомневања за криминалот кој што се случувал изминативе години, посебно последните 2 години, бидејќи на оној дивјачки криминален начин како што го сменија кривичниот законник, за жал се амнестира за криминалот од минатото и за жал тука ние ништо не можеме. Дури и сега иницијативата што ја покрена пред Уставен суд, пред нивните уставни суди кои што тие ги бира, дури и под услов Уставниот суд да рече дека ќе падне тој кривичен законник, тие сепак се амнестирани за криминалите кои што ги правеа пред 4, 5, 6 години и така натаму. Така што најмалку станува збор за било какви права, туку тие се исплашени за своите хациенди, за скапите луксузни возила, за трговските центри, за дуќаните, за основаното сомневање за криминалот во ФИТАР, во Министерството за економија и така натаму. И така натаму, сега да не должам повеќе. Предпоставувам, знаете за што зборам. Уште едно прашање, ако ми дозволите, го прашав и евроамбасадорот, дали за владата е прифатливо Европскиот совет, Европската комисија и Бугарија да дадат изјави дека вметнувањето на бугарите во уставот би било единствено билатерално прашање? Како ден денешен се сеќавам кога високи представници од Европската унија придружувани со високи представници на други земји во светот седеа пред мене и ме гледаа во очи и ми велеа името е последната работа што треба да го направите. Нормално ние бевме и тогаш против, но и тогаш им велев дека не ја говорат вистината и дека не е последната работа. Сум се изнаслушал многу изјави. Треба да видиме дела. А дела по мене представуваат признавање на пресудите од Судот за човекови права во Страсбур за македонската заедница во Бугарија. Јасно и недвосмислено признавање на многувековниот македонски идентитет и јасно недвосмислено признавање на многувековната македонска култура, традиција, обичај и јасно и недвосмислено признавање на македонскиот јазик, кој што е официјален јазик на Обединетите нации од 1945 година и меѓународно кодифицирано од 1977 година. Мораме принципите да ги почитуваме. Во спротивно, ако не ги почитуваме принципите, тогаш имаме озбилен проблем. Ако некој има проблем затоа што некој поголем од него му кажува
и му дава совети и тој тоа го сваќа како мешање во внатрешните работи не на суверена држава, тогаш ова што го слушаме од страна на нашиот источен сосед, ако не е мешање на внатрешните работи на суверена држава, не знам за што станува збор. Така што ние не сме народ кој што има проблем со другите народи. Напротив, ние ги почитуваме нашите соседи, и албанците, и србите, и грците, и бугарите, но бараме подеднакво почитување и за нас македонците. Благодарам.